Бидејќи ние немаме бесплатно здравство, а ние како демократи се бориме да имаме бесплатно здравство, под бесплатно здравство се подразбира све. И прегледи, и болница лежење, и тие операции, и лекови, се. Бесплатно, само додиш таму со книжката, да се идентификуваш дека си тој, све да биде бесплатно. Тоа може и да се оствари, како беше во времето на Тито. Да се вратам назад до реалноста нова. Тоа е нешто што ние како демократи застапуваме, дека ние треба да одредиме како држава минимална пензија. Што некој ќе го фати стажот од 15 години нагоре, да кажеме, за овие луѓе минимална пензија пример ќе биде 30.000 денари. Бидејќи тој не може со 15 или 17, 18 да живе. Не може. И кога ќе имаш ти една солидна, а не е таа голема, се разбира минимална пензија, тогаш ти ќе немаш проблем. Затоа што ти можеш и двете да ги оправдаш. Ако одиш линеарно, ќе кажеш, бидејќи во последни 4 години, поточно од последни 3 години, се има одделено од народниот буџет на Македонија да се полни дупката одредена сума на пари. Но се вели, стручаците велат, за 4 години ќе се одделат скоро 3 милиарди евра за да се пополнува дупката за пензиите.